Здравствениот дом од Кочани ги покрива трите општини Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. За проектот имаат само 2 тима кои се составени од веќе вработени лекари и медицински сестри. Директорот на здравствениот дом рече дека чекаат одобрение од Министерството за здравство за вработување на 2 или 3 тима, а потребни се дури 4 тима на лекар, сестри и возач за да може добро да функционира проектот. Во недостиг на лекари за изведување на проектот Рурален доктор, прегледите како дел од проектот ги врши директорот на здравствениот дом доктор Иван Спанчевски и доктор Луиза Илиевска. По потреба се зема уште еден тим од итната медицинска помош, но вака не може да продолжи проектот. Оти тие лекари имаат друга работа и не се секогаш слободни да ја обавуваат работата како дел од проектот Рурален доктор и да одат на терен. Вкупно бидејќи треба 3 тима, од Министерството добивме дозвола за вработување на само еден тим. Меѓутоа на објавениот конкурс за рурален доктор се јавија само 5 сестри, доктор не се јави и затоа по налог на Министерството за здравство конкурсот беше стопиран со тоа што ќе се обнови после изборите. Инаку активностите за рурален доктор ги спроведуваат моментално вработениот кадар во здравствен дом Кочани. Инаку за 2 месеци прегледани се вкупно 1021 граѓанин, од кои 550 во општините Кочани и Зрновци и 511 во Чешиново Облешево. Од жителите на населените места каде се спроведува проектот е добро прифатен, но има и такви кои не сакаат да се прегледуваат. Проектот е многу корисен, открива и многу болести кај млади лица, додаде Спанчевски. Кај релативно млади луѓе, особи, при самиот преглед кога тие изјавуваат дека обично имаат низок притисок, кај одреден број кај тие луѓе, млади луѓе најдовме покачен притисок. Макар што ќе кажам дека со едно мерење не можеме да кажеме дека е таа вистинската слика и тогаш ги упатуваме да се јават кај матичниот лекар, да си направат редовна контрола, неколку пати да го измерат притисокот и да се одреди средната вредност. Исто така кај одреден број на граѓани, кај кои што се сомневаме да речеме на покачени маснотии или за шеќерна болест, одредуваме висината на шеќер и на маснотиите во крвта. Акцијата ќе се надогради со тоа што руралниот доктор, кога ќе биде вработен како таков, ќе добие факсимил од Фондот за здравство и ќе може на лице место да им препишува рецепти на граѓаните. Проектот овозможува сериозно подигнување на квалитетот на здравството во државата од една страна и сериозно влијае врз превенцијата на болестите од друга страна.